Невообичаено топлото време за септември придонесува оризовата култура успешно да ја финишира последната фаза – зрењето. Површините под ориз веќе ја добиваат препознатливата жолто-златна боја, што навестува дека наскоро ќе започне и жетвената кампања. Земјоделците предвидуваат дека првите снопови ќе паднат околу 1 октомври, а жетвата ќе добие на динамика кон средината на истиот месец. Земјоделските стручњаци проценуваат дека реколтата е солидна и дека приносите ќе се движат околу и над просекот. Поради рестриктивната сеидбена политика, изминатата пролет, кога ограничените количини вода во акумулацијата калиманци диктираа намалување на планот, годинава жетвата ќе се одвива на вкупно 3200 хектари. Тоа подразбира брза и ефикасна жетвена кампања, од која се очекува род од 16 до 17.000 тони арпа. Се предвидува и квалитетот да биде на задоволително ниво, иако поедини земјоделци се жалат дека водата за наводнување во поедини полиња била пуштена со задоцнување, што негативно се одразило на вегетацијата. Тоа што најмногу ги загрижува оризопроизводителите речиси целосно блокираниот откуп, што создава притисок за намалување на откупните цени на арпата и белиот ориз. Поедини откупувачи деновиве, како Пробен Балон, излегле со цена од 18 до 20 денари за килограм арпа, односно 38 до 40 денари за белиот ориз, што најдена реакција кај производителите. Нивните очекувања се дека арпата не смее да се откупува под 25 денари за килограм, а белиот ориз под 50 денари за килограм.